5 основни и 4 средни училишта побараа редуцирање на паралелките поради намален број на ученици. Во новата учебна година, дури 96 паралелки ќе имаат помал број ученици. Вкупниот број на паралелки со помал број на ученици кои се бара од основните училишта е 82 паралелки. Значи во сите 5 општински основни училишта вкупно 82 паралелки ќе бидат формирани со помал број на ученици, а во средните општински училишта имаме барање за формирање на 14 паралелки со помал број на ученици. Бројките укажуваат на тоа дека од година во година бројот на ученици се намалува. Меѓутоа, еве за споредба само да кажеме дека од минатата година, од вкупно запишани 422 ученика во основните училишта, годинава имаме запишано 403 ученика. Тоа значи 19 ученика помалку. Меѓутоа, ова е состојбата на почетокот на училишната година. Не знаеме како ќе се движи понатаму состојбата, затоа што често се случува во текот на учебната година учениците да излезат од образовниот процес и да ги напуштат училиштата. Тоа е основно, средно? Во средно образование во моментов имаме вкупно 462 ученика запишани во сите средни училишта. А минатата година се запишале повеќе ученици, меѓутоа во моментов во втора година имаме 465 ученика. Тоа значи за 3 ученика помалку од втора за прва година. Разликата е 3 ученика, меѓутоа како што кажа веќе, ова е почеток на училишната година. Кое основно, а кое средно училиште бара формирање на најмногу, односно најмал број на паралелки со помал број на ученици? Училиште кое бара најголем број на паралелки со помал број на ученици е Основното општинско училиште Гоце Делчев, кое има побарување за 28 паралелки, а Основното општинско училиште е со најмал број на паралелки, а тоа се вкупно 5, тоа е Основното општинско училиште Тошарци. Што е со средните? Во средните училишта најголемо побарување за паралелки со помал број на ученици е Славчо Стоименски, гимназијата Славчо Стоименски, а најмало побарување има Јане Сандански, кој има само барање за една паралелка. Во Славчо Стоименски имаме барање за формирање на 7 паралелки со помал број на ученици.